Подпредседател на Собранието, почитувани колеги пратеници, почитуван министр за внатрешни. Бидејќи прв пат ни се доставува нам како пратеници да ја разведуваме оваа кризна состојба поврзана со топлинската енергија, јас ќе се повикам на Законот за управување со кризи, односно да го видиме системот за управување со кризи како, односно зошто е организиран. Во членот 1 вика системот за управување со кризи се организира и остварува заради превенција, рано предупредување и справување со кризи, кои представуваат ризик за добрата, здравието и животот на луѓето и животните, а се настанати од природни непогоди, епидемии или други ризици и опасности. Системот за управување со кризи опфаќа и прибирање на информации, процена, анализа на состојбата, утврдување на целите на задачите и така натаму. Член 4 вика: Министерствата и другите органи на државата, на државната управа учествуваат во превенцијата, раното предупредување и справување со кризите. Каде беа министерствата и другите државни органи? Да превенираат и да обезбедат доволни количини на газ по ниски цени. Зошто ние ја имаме воопшто владата? Да биде пожарникар или да ни биде сервис на граѓаните? Како дојде до оваа криза за која денеска разговараме? Додека лидерите од соседството водеа интензивни разговори за обезбедување на газ по пониски цени за сопствените држави, вашиот лидер и за жал наш премиер во тоа време ги убедуваше граѓаните да бидат спокојни за грејната сезона и тврдеше дека компаниите биле подготвени. Цела измината година бевте предупредувани за енергетска и топлинска криза. И додека извесен период од БЕК ни убедуваа дека греат со оптимален режим и дека континуирано испорачуваат топлина до потрошувачите, одеднаш владата прогласи кризна состојба. Зошто? Затоа што институциите кои требало да превенираат, односно да прибираат информации согласно закон, да вршат проценка и анализа, целосно потврлиле. И тука мислам потврлиле затоа што не ги следеле и пазарите на газ, а не ја земале во предвид ниту геополитичката состојба. Институциите не функционираат поради пренатрупаност со кадри, и тоа кадри на кои им недостига компетентност и стручност, односно кадри со кои ја наполнивте државната администрација и оваа година имаме над 200.000 администрација. За време на владењето на оваа влада, само во последните 3 години, бројот на нови партиски одбрани кадри се зголемил за цели 32.000 нови лица. И како резултат на тоа потврдање, денеска повторно имаме на дневен ред гласање за продолжување на една од тие кризи, од вкупно 4 кризни состојби во кои владата на ДУИ и на СДСМ ја втурнаа државата. Кризни состојби во кои во 2020 година клучна врата ставија над 6.000 фирми, а во 2021 година дополнителни 780 фирми, што не доведува до фрапантни 7.000 фирми, кои морале да прекинат со својата дејност, токму поради неспособноста на оваа влада, односно на незините институции. Состојби поради кои секој граѓанин дополнително е задолжен со дополнителни 1.600 евра. Значи, владата на ДУИ и на СДСМ, поради својата неспособност, продолжува дополнително да ги задолжува идните генерации. И сега, тие што не доведоа до овие кризни состојби, тие треба да не извадат од нив. Доколку имавте знаење и визија, концепт и план, доколку сте имале здрави, а не партизирани институции, кои работеле согласно законите, ние до овие состојби немаше да дојдеме. Ве слушам од преска сите од власта говорите дека кризата со гасот ја погодува цела Европа, па и нашата мала држава која што не е некој фактор и не можела да преговара за цената на гасот. Да, до некаде се согласувам. Посебно го земам во предвид фактот дека нашиот пазар е недиверсифициран и една компанија има монопол на цената. Но доколку се изградеа гасоводите, кои беа започнати од претходната влада, и доколку имавме повеќе потрошувачи отколку што имаме денеска, можеби немаше да плаќаме газ како Германија од 260 или Србија 270 или Романија 290 евра, но да плаќаме по 1350 евра кубик газ само поради ненавремено превземање на мерки, активности и постапки е класична плячка и негрижа. И тоа граѓаните треба да го знаат. Треба да знаат дека имаат најнеспособната влада која некогаш управувала со Македонија. И тука сакам да потсетам на континуитетот на оваа влада, кога во координација со председателот Пендаровски си носеа вонредни состојби, од кои само првата беше уставна, а останатите ги користеа, односно злоупотребуваа со носење на одлуки за увоз на диаманти,
давање на лиценци за марихуана, еднострано менување на изборниот законник. Почитувани претеници, кога се носат одлуки за прогласување на вонредни состојби, кризни состојби, мора секогаш да се тежнее тие состојби да се надминат во уставно предвидениот рок, односно законски предвидениот рок, а тој рок е 30 дена за двете состојби. Зошто? Затоа што овие состојби, зборувам и за воредната и за кризната, се основа за ограничување на човековите права, но истите си основа за крадење од институциите, од буџетот без потребната транспарентност. А за крадењето на пари од државни компании видовме во изминатиот период како тоа се прави од најголемата државна компанија. Почитувана македонска јавност, денеска така наречената адхок влада, повторно со ваши пари, со пари на граѓаните, односно преку буџетски средства плаќа најскапа топлинска енергија. Откако сметките за парно двојно ги изголемија за компаниите, сега со 2 милиони евра, адхок владата ќе покажува лажна грижа за граѓаните, со тоа што на сметките ќе им пишува дека владата ќе субвенционирала дел од тие сметки. Демек владата има своји пари, па преку наводна дарежливост сака да им помогне на граѓаните. Чист популизам својствен за социјалистичките режими. Секојдневието кое го нуди владата на ДУИ и на СДСМ се хавари и неизвестност. 4 кризни состојби. Од оваа говорница беше изговорено дека во Европа нема таква држава. Во светот нема таква држава која во моментов има прогласено 4 кризни состојби. Или да го парафразирам, членот 1 од Законот за управување со кризи на кој што се повикав на почетокот на мојот говор. Владењето на ДУИ и на СДСМ е рамно на природна непогода за македонското стопанство и македонската држава. Ви благодарам.